време ще дойде за толкова број. Би требало да прашате Министерство за земјоделие, не би може да ви кажа. Значи, други податоци ги имаат други институции. Дали има други прашања по врзани за има да Што ќе значи новиот право? Ето тоа што го спомнав. И хигиената на приворот и опремата кој доаѓа во контакт со тоа сурово млеко. Значи да бидат исполнети и општите хигиени. Може да се меша само сурово млеко од две последователни мозења. Исто така треба да се обрне тука производител. Прво би сакал да кажем дека македонскиот мед и компанијата која што извезла таа со извозен европски број, македонските производи ги задоволуваат светските стандарди, тоест највисоките стандарди што се барат од Европска унија. Компирот исто така брзо за некој месец-два ќе добие дозвола за извоз во Европска унија и ние ќе побараме од косовските власти во текот на утрешниот ден да ни со аргументи да ни објаснат врз на кои меѓународни стандарди ја воведуваат ова забрана. Дали очекувате оваа забрана од страна на Косово? Воопште не очекувавме, затоа што ви кажав, има меѓународни правила по кои сите ние функционираме. Значи, не држи изјавата на Косово дека со ЦЕФТА договорот или по други меѓународни стандарди не ни следови, тоест може да ни поведат забрана. Дали се може би размислувате за некаква си реципрочна мерка со оглед на тоа што Косово досега неколку пати го кршеше ЦЕФТА договорот и со Македонија, најново нели со Србија и со Босна и Херцеговина? Не би сакал на надлежниот орган кој што тоа е Како агенција ние не Така само конкурират и небат, нема интенција да се прошири. Не, колку што знаеме за тоа не работи. Каква е состојбата со африканската свинска чума? Докаде е отстрелот на дивите свињи, колкава вкупна бројка, колку имаме до сега отстрелот? Решението е издадено. Има веќе организирани неколку организирани лов или отстрел на диви свињи. До сега има пријавена една свиња отстрелана, меѓутоа позитивното е тоа што ловците излегоа на терен и оној што викаме ние пасивен мониторинг не приметија угината свиња која што нас би ни ја пријавиле за да може да земеме мостри и да испитува. Како што знаете, агенцијата спроведува мониторинг на секоја отстрелана свиња од 2017 се врши испитување за присуство на вирусот на африканска и класична свинска чума, како и испитување за присуство на трихинелоза. До сега вирусот не е диагностициран, до сите тие примери се нашли на степенеси. Само една до сега? Да, затоа што приликите се такви, има бујна зелена маса, а и свињата скриена, а ние забранивте да се лови со кучиња, да не се разбркува свињата шета кај што не треба да оди. На која територија беше организирано отстрелот? Имаше македонски брод, Гелија, нешто Паланка сака. Паланка, источниот, јужниот дел и запад. И има најава по организација што го производат, значи од животинско потекло производите кои што ги имаат од животни, па и од нив што се може да произведат млеко или млечни производи, ќе може да ги произведат во согласие со правилникот и условите кои што треба да се исполнат, и кажавме оние минимални услови хигиенски за производство за ставање во промет, да ги исполнат и тоаш нема да зависат од откупувачите, него ќе може да произведат одредени количини на собствената фарма и да ги пласираат до крајниот потрошувач. Тоа значи до вас да ги пласираат директно како крајен потрошувач или да ги понудат во некој маркет кој што продава таков производ. И затоа таму се пишува дека треба да се знае од кое одгледувалиште потекнува, датумот кога е направен производот, значи таа следливост што нас ни е многу важна во обезбедување на безбедност на храната и во контролата, мора да испочитува. Целта е да се олесни, да можат директно да ги пласираат нивните производи до крајните потрошувачи. Тоа значи сирење од мандра, колбаси од... Може да дадам за да,
може да ги пласираат под услов да тие задоволуваат одредени хигиенски барања кои ги бара овој правил. Исто така за прв пат може да надополниме медот од страна на примерните производители како примарен производ е дозволено да се пласира на целата територија на државата и во количина до 1000 кг и во количина од 5000 кг. До сега медот како примарен производ може да го продават само на фармата, на одгледувалиштето и понатаму не. Сега со овој правилник се регулира неговата продажба на целата територија на државата, што е улеснување за примерните производители на мед. Да составиме еден едноставен, флексибилен правилник кој што ќе можат и примарните производители, како што ние ги викаме, или фармерите, да го разберат, а Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието да помогне во негова имплементација. Директно на терен, укажувајќи на фармерите како нивните производи да добијат вишок на вредност со самото производство на самата фарма, во продажба на локална туристичка понуда или во регионите. Покрај директната поддршка во имплементација, агенцијата ќе се потруди и како фармерите да дојдат и до средства од националните финансиски програми за поддршка во земјоделството, меѓутоа и до ИПАРД програмите преку укажување како може да се дојде до овие средства и да имаме побрза имплементација на правилникот. Очекувам дека првично ќе направиме